Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Со измените во годишниот план за наводнување, освен полињата во општина Кочани, без вода ќе останат и оризовите површини во останатите општини. Поради тоа, голем дел од земјоделците ќе мора да се преориентираат на други земјоделски култури. Недостигот од вода во акумулациите од хидросистемот Брегаланица негативно ќе се одрази врз оризопроизводството не само на полињата во општина Кочани, туку и во соседните општини. Според официјалната информација што во средата ја соопштија од водостопанската подружница, без вода за наводнување ќе останат над 2000 хектари, што беа планирани да се засеат со ориз. На пресконференцијата детално беа соопштени катастарските општини и полињата што се опфатени со измените во годишниот план за наводнување. При тоа, освен за Кочани, одговорните лица во подружницата информираа и за површините во соседните општини. Као Чишиново, Горни Гирени, Стари Лојзе, Големи Ниви, Кинџурка, Мазникови Авлии, као Спанчево, Долно поле, Средни пат, као Лепепелци и Новоселани, комплет се убива. Бања, Ливади, Бурилчево, Шамак, Пригор, Ели, Чифлик, Главно поле, као Ларци, Купривица, Кочански дел и као Жиганци, Ваганица, Долчиница, Богатинци, исто Кочански дел. Во Јакимово Виница само Јакимовско поле и во Зрновци Лака и Стара Лака. Другите полиња ќе се предвидени за крски култури. Ние пред сезоната го чистивме левиот канал и е изчистен до крајната дестинација наша и беше предвидено да се наводнуваат и Морошко поле, Видовишко поле, Теранско поле, но поради немањето на вода ќе се пушта само до Зрновци за ориз, а по потреба за крски култури ќе се пушта до Борилчево и натаму. Катастарска општина Облешево, Бански пат, Белкамен, Главно поле, Герен по високиот дел кој фаќа према Подлошки пат. Катастарска општина Бања, Бански пат, Банчица, Груач, Криволица. Катастарска општина Теранци, место викано Горе Норман, Доле Норман, Бавчиште и Мери. Катастарска општина Тркање, Кашево Брест, Голем Брест, Подлозија, Криволица, Круша, Чумулига, Бара, Подкантон и Герен, горниот дел, кај што доваѓа до Подлошки пат. На пресконференцијата беше речено дека за сега со измените во планот за наводнување опфатени се нешто повеќе од 2000 хектари. Сепак, најверојатно до почетокот на сезоната, дополнително уште околу 600 хектари планирани да се засеат со ориз ќе бидат вметнати во површините што нема да се наводнуваат. Тоа значи дека земјоделците ќе мора да ги засеат со други земјоделски култури. Со ова, вкупното намалување на оризовите полиња ќе надмине 50% од првично планираните. 4 месеци општините не можа да распишат огласи за продажба на градежни парцели поради нераспишаните локални избори. Со тоа очекуваните приходи во буџетите ќе им се преполоват. Околу 5 милиони евра од продажба на градежни парцели нема да влезат како приходи во буџетите на општините од Источна Македонија. Продолжувањето на политичката криза, поради која се одложија и локалните избори, им ги врзаа рацете на општините околу продажбата на парцели за изградба на куќи, станови и стопански објекти. Од локалната самоуправа на Кочани неодамна потврдија дека поради изборните циклуси во последните 2 години не се објавувани планираните огласи за продажба на градежно земјиште, што директно се одразило врз општинската каса. Во постапката на избори е забрането продажбата на градежното земјиште и не може да очекуваме приходи кога нема продажба на градежно земјиште. Значи 2016 имахме 3 пати циклуси распишување на продажба на градежно земјиште, кои не се одржуваат тие избори, меѓутоа процесот беше запрет. И не може да очекуваме ние дополнителни приходи. Ние во планирањето ги имавме планирано како приходи, имавме и постапки спремни, меѓутоа се уште е запрен како резултат на незавршување на изборите. И понатаму ќе се сретнуваме со таков проблем, заради тоа што сегашната состојба ја знаете каква е. Слична е состојбата и во соседната општина Штип, каде од продажбата на градежно земјиште за оваа година очекувале приход од околу 1 милион евра,
но поради одложување на постапката за продажба на парцелите, непознато е дали парите ќе се добијат. И ова година, значи во овие 4 месеци од 2017 година, се уште немаме објавено конкурс за продажба на градежно земјиште во општина Штип. Причина е затоа што се уште немаме официјално влада, туку имаме техничка влада која што е задолжена на некој начин да одржува владата во живот се до изборот на официјална влада. Се додека тоа не се расчисти, ние немаме укажување и не смееме да продаваме градежно земјиште. Се разбира, тоа е еден од главните извори на приходи на општината покрај данокот на имот. Минатата година мислам дека имавме 5-6 објави на градежно земјиште, во 85% од случаите скоро целото земјиште беше продадено за индивидуални куќи, за станови, за индустријски објекти. Остварен е голем профит кој што секако се средства наменети за општината, кои што се користат повторно повратно назад за инфраструктурни проекти, така што се надеваме дека политичката криза ќе се реши, ќе добиеме влада и конечно ќе можеме да продолжиме со нашите активности. Средствата што општините ги прибираат од продажба на градежните парцели најчесто се наменети за изградба на инфраструктурни објекти. Со оглед што досега таквиот прилив на средства изостанува, на локалните самоуправи единствен сигурен приход им преостануваат парите од данок на имот, што граѓаните ќе треба да го платат до ноември. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево продолжува да ги санира последиците од поплавите што го зафатија подрачјето во изминатите 2 години. При тоа се поправаат оштетувањата на сообраќајната инфраструктура, за да се обезбеди полесен пристап до земјоделските површини. За време на поплавите од минатата и предминатата година, кои ја зафатија општина Чешиново Облешево, предизвикани беа значителни оштетувања на поголемиот дел од мостовите и пристапните патишта до земјоделските обработливи површини. Иако од тогаш помина подолг период, санирањето на оштетувањата се врши етапно. Деновиве започнаа активности за санирање на земјоделскиот премин познат како Боров мост. Тој е од особено значење за земјоделците од општината, затоа што во изминатиот период тие беа приморани да бараат други алтернативни премини за да стигнат до своите ниви. Инаку од поплавите во 2015 и 2016 година, општината Чешиново Облешево дефинитивно претрпе најголеми штети од општините во источниот регион, што беше заклучено и од увидот што го направи Комисијата за утврдување и проценка на штетите. Беше регистрирано дека најголеми последици од надедената вода имаше кај земјоделското земјиште засејано со есенски житни култури, како и кај повеќето инфраструктурни објекти. При тоа 100% беа уништени и однесени Боров мост, мостот кај водоводот на село Кучичино и уште еден помал мост на Кочанска река во близина на игралиштето кај Чифлик. Оштетувања во должина од 200 метри имаше и на асфалтната површина на локалниот пат Облешево Теранци, а прекопани и надводот функција беа повеќе други полски патишта. Поради тоа, сите тие влегоа во извештајот на Комисијата со предлог за приоритет каде што треба да се интервенира во најбрз рок. Тоа пред се однесуваше на оспособување на полските патишта за пристап до земјоделските површини, како и на поправка и санација на 3 помали мостови што возможуваат пристап до нивите. На 11 април, вторник, во Основното училиште Гоце Делчев ќе се одржи 6-та поред информативна сесија како дел од програмата на Швајцарската агенција за развој и соработка форуми во заедницата, во која учествува и општина Виница. Општина Виница е учесник во програмата на Швајцарската агенција за развој и соработка форуми во заедницата. Програмата се реализира со цел да се подржи процесот на децентрализација, да им се овозможи на граѓаните активно учество во развојот на локалната заедница, а воедно представува модел за нивно вклучување во донесувањето одлуки на локално ниво. Според програмата во Виница досега се реализираа 5 форумски сесии, а следната информативна сесија ќе се одржи на 11 април, вторник, во Основното училиште Гоце Делчев во Виница, со почеток во 12 часот. На информативната сесија обраќање ќе имаат амбасадорката на Швајцарија во Република Македонија, градоначалникот на општина Виница и представници од Швајцарската агенција за развој и соработка. Буџетскиот форум има за цел да го јакне демократскиот капацитет на локалните заедници и им овозможува на граѓаните со сопствени идеи и предлози да учествуваат во развојот на локалната заедница. Минимален пораст на цените на храната во однос на лани регистрирал Државниот завод за статистика.
Сепак и со таквиот сооднос, граѓаните велат дека тешко се снаоѓаат за да го поминат месецот. За да преживее едно 4-члено семејство, а при тоа да ги подмири сите трошоци, потребни му се повеќе од 32.000 денари или над 500 евра. Најголем дел, скоро 74% од месечните приходи, се наменети за плаќање на основните издатоци. Македонските семејства со скромни плати од 12.000 денари ги трошат само за храна и за да ги платат сметките за струја, вода, интернет и телефон. Државниот завод за статистика излезе со податок дека храната во споредба со лани поскапила за 0,2%, но тоа според граѓаните од источниот регион на Македонија не значи многу, оти тие тешко врзуваат крај со крај во месецот. Сега гледам последно време јајца поскапнати се, месото не е лоше, но ќе биде и оно поскапано изгледа. И овие зеленчуци се скапи. И јаболки, и тоа и... Што знам, дали е скапо, дали не имаме слабо име плати, па не се чини скапо, а важно скапо е. Па поскапени се сите продукти прехрамени што се и така да со една плата од 12.000 не може да ги платат сметките луѓето и да се прехранат у теку на месецот. За разлика од лани, сите производи бележат зголемување на цените. Минатата година на трапезите имало поевтино месо, зеленчук и овошје. Граѓаните велат дека зголемување на цената на јајцата, например, има токму пред великденските празници. Сметаат дека трговците сакаат екстра да профитираат од најголемите христијански празници, кога сите бараат да имаат побогати трапези за своите семејства. Податоците од Заводот за статистика покажуваат дека нето месечната плата во државата изнесува околу 21.000 денари или 361 евро. Сепак, статистички во источниот регион просечната плата е за околу 9.000 денари пониска од просечната во државата, што преживувањето на граѓаните го прави уште потешко. Заштита на децата и запознавање во областа на самоодбраната е целта на проектот што Џудо клубот Гладијатор 2016 од Кочани го спроведува во соработка со Основното училиште Никола Карев. Ке се реализира за време на вон школските активности. Џудо клубот Гладијатор 2016 од Кочани стартуваше заеднички проект со учениците од Основното училиште Никола Карев и раководниот тим на установата. Станува збор за проект кој што има за цел да ги заштити децата и да ги научи на самоодбрана. Проектот ќе се спроведува за време на вон училишна настава. Џудо клубот Гладијатор 2016 од Кочани спроведува еден проект со оглед на секојдневието кое што не обкружува за заштита на дечината. Во соработка со Основното училиште Никола Карев од Кочани и со директорот Благојче Стојановски се договоривме да го изготвиме проекто и да го спроведиме во училишна настава, каде што дечината ќе се запознаат од областа на самоодбраната. Тоа значи дека ние сме на располагање со нив и да им покажеме што значи зборот самоодбрана. Ова го спроведуваме не само заради тоа што спортот како спорт е новитет во Кочани, него и да им опишеме точно што значи зборот самоодбрана и да се соочат утре на улица со тоа што не обкружува. Тоа значи да можат да се справат со пороците кои што не обкружуваат од областа на дрогата, проституцијата, алкохолот, кои што секојдневно ги демнеат нашите деца. Освен тренерот Шекеровски, проектот го спроведуваат и председателот на џудо клубот Вера Шекеровска и едукатор е Марина Глигорова. Инаку проектот, освен во ова, ќе се спроведува и во другите основни и средни кочански училишта. Следува информацијата од спортот. Фудбалерите од генерацијата 2003 на Фудбал Старс викендов ќе ги продолжат на преварите во правенството на Југоисточната лига. Се очекува да го повторат успехот од есенскиот дел, кога во силна конкуренција беа третопласирани. Викендов младите фудбалери на Фудбал Старс од генерацијата 2003 ќе ги продолжат настапите во Југоисточната младинска лига на Македонија. Се работи за трет дел од пролетната сезона во првенството, во кое, освен нашиот тим, се надпребаруваат уште 5 екипи од регионот. Во 15-тото коло од оваа сезона, момчињата на Фудбал Старс ќе гостуваат во Струмица против своите врсници од Академија Пандев
Екипа која во есенскиот дел од првенството беше најдобра и е конкурент за освојување на шампионската титула. Според најавите од нашиот тим пак, се очекува борбена игра во која е можно и изненадување. Инаку, добрите настапи во есенскиот дел што ги прикажаа младите фудбалери од генерацијата 2003 им овозможија да го освојат третото место во Југоисточната регионална лига. Исто така, продолжуваат и надпреварите во Вардар јуниор фудбалската лига, во која настапуваат фудбалери од генерациите 2007 и 2008. Се игра турнирски систем, а во рамки на второто коло, чиј домаќин беше Виница, нашиот тим од генерацијата 2008 доживеа пораз од домашната Слога 1934 Вардар со резултат 9:2. Следното, трето коло ќе се одржи во Охрид, а според распоредот, Фудбал Старс ќе биде организатор на шестото коло, што ќе се одржи на почетокот од наредниот месец. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.